Уште една седмица исполнета со разнолики новитети. Интересно е што се измешани. Ги има електрични, хибридизирани и представници на старото школо со многу цилиндри и коњи. За оние со поскромни потреби ја тестиравме Opel Corsa, но нашиот старт ќе биде со полна сила. За загревање почнуваме по азбучен ред со обновениот Audi A8. Тој за далечниот исток во својата долга изведба се продава под името Хорх, синоним за луксус. Оттаму ни доаѓа Toyota Aygo X, за која името кажува се. Во Европа на електричната мрежа се приклучи Volkswagen ID.5, а следуваат уште пријатни изненадувања. Кусокот на чипови и полупроводници како да не се одразува на Kia. Тоа го потврдуваат од Kia Македонија со представувањето на целокупната рестилизирана гама на Ceed. Во портфолиото на моделот од средната ниска класа се наоѓаат дури 5 изведби кои поклониците на марката, но и љубителите на автомобилските новости може да ги видат во изложбениот салон. Секоја од нив носи специфични дизајнерски елементи со што се издвојува од останатите. Во време кога импортерите се соочуваат со предизвици да добијат барем мал дел од нарачките, домашната премиера на обновениот Ceed е вистинска посластица. Првиот дел од животниот век на актуелниот A8 започнува со фейслифтинг. Предимство има кинескиот пазар, кој станува се поважен за господарот на прстените. Тоа го потврдува статистиката која забележи дека дури 60% од продажбата на A8 се одвива таму. Затоа не е изненадување што новата врвна верзија, наречена A8L Хорх, ќе биде понудена само таму. Инаку, како идеја да се воздигне суббренд по примерот на Mercedes Maybach S-класа не е нова. Секогаш имаше независни предлози за дизајн, па дури и кога се развиваше првото Audi A8, беше предложено врвната верзија со моторот W12 да го понесе името Хорх. Сега дојде време за тоа. Најскапиот и најдобар A8 ќе го понесе славното име. Веќе целосно развиената битурбо варијанта на W12 моторот сепак стана жртва на политичката коректност. Визуелно врвниот A8 го карактеризира решетката со нагласено вертикални хромирани ленти. Ознаката L укажува дека неговото тело е продолжено за 13 см, панорамскиот покрив е поголем, има посебни бандажи и повеќе хромирани површини. Задното десно седиште, вели Ауди, не треба да го надмине ниту еден конкурент. Под ревизија се подвргнати и пообичните варијанти на A8. Технички белег се LED матричните фарови, од кои секој работи со 1,3 милиони микроогледала. Обновена е и светлосната графика на задниот дел. Под испакнатата хауба на A8 55 TFSI има 3-литарски V6 со 340 коњски сили и 4-литарски V8 со 460 коњски сили во 60 TFSI. Следува економичен и чист 3-литарски V6 TDI, како и плагин хибрид кој нуди придобивки за економичноста на горивото, особено во сообраќајот на кратки релации.
Споменатиот W12 нема да биде оживеан за Хорх. Исто така, повеќе нема да има S8 Plus верзија со зголемена максимална брзина. Амбициите на Ауди се од 2025 година да се представи заменикот на A8 кој треба да биде изведен од студијата Grand Sphere. Сепак, од Инглштад не се осмелуваат директно да го заменат A8. Велат дека ќе бидат флексибилни и веројатно двата ќе се нудат паралелно долго време. Некогаш многу порано RAV4 предводеше една револуција. Сега по неговите стапки тргна и iGo, кој со додавката X, за која Toyota ни вели дека се чита Cross, создава една малку поинаква класа возила. Нови, барем за Европа, можеме да ги наречеме микрокросовери, бидејќи се токму тоа. Со должината од 3,7 и широчината од 1,74 метри, iGo X е поголем од претходникот, што е јасна намера дека сака да го напушти од другите веќе отпишаниот А-сегмент. А тоа, бидејќи димензиски се уште е во него, ќе го стори со кросоверскиот облик, кој го прави единствен и моментално најразигран модел во гамата на Toyota. Карактерот на автомобилот јасно е изразен со неговиот изглед, исто како и оригиналот од 2005 година. Разликата е во тоа што Toyota сега го направи без француските партнери кои на почетокот на годинава се повлекоа од фабриката во Чешка каде ќе се произведува. Дизајниране во Европа, со целосно запазување на вкусот и барањата на просечниот купувач кој живее во град или неговата поблиска околина. Поголемите габарити му ги даде платформата од Јарис, од кој не успеа да ја позајми и хибридната погонска група. За да остане во рамките на пристапноста, iGo X го задржа познатиот еднолитарски мотор, сега малку модернизиран. Доаѓа со 5-степен мануелен или CVT менувач и според спецификациите располага со 72 конски сили и просечно троши помалку од 5 литри гориво на 100 километри. Просторот во внатрешноста е за секоја пофалба, а опременоста очекувана. Купувачите ќе се радуваат на двобојната каросерија и на атрактивните посебни пакети кои ќе ги истакнат нивните афинитети. Со продажба ќе стартува идната година, а засега нема никакви најави за цените. Volkswagen продолжува динамично да ја шири својата електрична понуда. Сега на ред дојде ID.5 кој е купе верзија на веќе присутниот ID.4. Од него има задржано доста стилски елементи на кои им е додадена спортска спуштена линија на покривот. Сепак, бидејќи измените во профилот не се толку истакнати, за дополнително да се разликува украсене со некои детали од спортските модели на марката. Например, функционалниот заден спойлер, а кај GTX изведбата и мускулестиот дизајн. Купеовската силуета не наштети многу на просторот кој го има во доволна количина, вклучувајќи го и багажникот од 549 литри. Кабината, која е скоро идентична, доби единствени комбинации на бои и амбиентално осветлување на кокпитот, вратите и просторот за нозете. Нови технологии има колку сакате, почнувајќи од head-up екранот со проширена реалност преку гласовните коменди до ажурирањето на софтверот преку интернет за се да остане актуелно. Нештата како прилагодливиот темпомат или помошта при задржување на лента на возење не треба ни да се споменуваат.
Во поглед на погонските опции, понудата на ID5 малку се разликува од ID4. Стартот е со Pro верзијата со погон само на задната оска и 174 конски сили. Следи Pro Performance во истата конфигурација и 204 коњи, а на врвот секако е онаа што ја носи GTX значката. Таа обезбедува два електромотора со вкупно 299 конски сили кои спринтот до 100 ќе го истрчаат за 6,3 секунди. Сите варијанти добија батерија од 77 киловат-часа кои им овозможуваат автономија помеѓу 480 и 520 километри. Значајно е што поддржуваат полначи од 135 киловати кои за половина час ќе им обезбедат струја за поминување меѓу 320 и 390 километри. Цените и датумот на почетокот на продажбата се уште не се познати, но реално е да се очекува да пристигне во првиот квартал идната година. Освен во Европа, Volkswagen има планови да го лансира ID5 и на други пазари. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland, убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Раширеноста на фабриките по сите континенти му помогна на Fiat да обстане на пазарот. Најголема улога во спасувањето одигра бразилската филијала која со децении царува во Латинска Америка со своите модели и мотори. Последен пример за тоа е кросоверот Pulse. Работничките права секогаш се во фокусот на автомобилските производители. Сепак тие не се исти дури ниту во држава каква е Германија. Од Детройт одзема внимание веста дека Форд бара од вработените вакцинација. За разлика од Европа, каде живурка со прескромната гама Fiat во Јужна Америка е доста поактивен. Тамошната понуда, која редовно се обновува, сега е дополнета и со нов мал кросовер кој ветува многу. Наречен Pulse, тој со својот атрактивен изглед и примамлива цена сигурно ќе го одвлече вниманието на купувачите од конкурентските модели. Малку застарената механика во овој случај ќе му биде предност, бидејќи полесно ќе се справи со тамошните патишта.
Развиен е во Бразил, каде и ќе се произведува, а ќе се продава низ целиот континент. Димензиски е скоро идентичен со сегашниот седичи, кој всушност беше ребрендирана верзија на предвреме појавениот Suzuki SX4. И концепцијата му е иста со високо седење, простран интериер и скромни теренски можности. За Бразил на располагање ќе биде со две моторни опции и двете со можност за користење бензин или алкохол како погонско гориво. Основната изведба е со 1,3 литарски атмосферски мотор со 98, односно 107 коњски сили во зависност од горивото. Поинтересна секако ќе биде еднолитарската турбо верзија со 125 или 130 коњи која исклучиво ќе доаѓа со безстепена континуирана трансмисија. Опременоста му е солидна, иако не е на ниво на европските модели, но таква е и цената која стартува од 12.500 евра. И веднаш да ви одговориме на прашањето што ќе го поставите. Шансите да дојде во Европа се еднакви на нула, но нешто од неговиот дизајн лесно може да се прелее кај некој иден модел на Fiat. Тешко е за верување, но дури ни 3 децении по паѓањето на Берлинскиот зид, работничките права во источниот и западниот дел на Германија не се изедначени. Причината е во се уште некомплетираната легислатива која е под надлежност на сојузните покрајни, а ниту синдикатите не се еднакво организирани. Нормално, компаниите кои делуваат во поранешниот социјалистички дел на земјата тоа добро го користат и за иста сума пари, таму пролетаријатот работи подолго. Тврдејќи дека ја согледале неправдата, од БМВ ветија дека ќе стават крај на таквата дискриминација, но дури од 2026 година. Според нивното образложение, толку време треба за целосно реорганизирање на производството кое мора да биде ускладено со трансформацијата кон електричните технологии. Целиот процес ќе се одвива во 3 фази, за да на крај бројот на работни часови биде намален од досегашните 38 на 35 неделно. Но со ова ускладување на условите за работа ќе бидат опфатени само вработените во фабриката во Лајпциг, отворена уште во 2005 година, вкупно околу 5300 луѓе. Оние во Ајзена, кои се само околу 300, ќе чекаат уште некоја деценија, бидејќи според БМВ во нивната сојузна покрајна важат некои сосем други законски регулативи за работничките права. Откако канадските филијали на американските производители на возила се изјаснија дека ќе бараат сите работници да бидат вакцинирани, ситуацијата се прелеа од онаа страна на големите езера. Ако досега сите во Соединетите американски држави настапуваа воздржано, Форд веќе премина во директна офанзива и им даде ултиматум на своите работници. Вакцинирајте се во наредниот месец. Работното место на сите што ќе одбијат им е загарантирано, но не и платата. Ако седат дома, нема да ја добиваат. Со оваа одлука на Форд се опфатени околу 32.000 работници за кои не е објавено во колкав процент се вакцинирани. За да ги ублажи последиците од својот цврст став, раководството на Форд јасно кажа дека поединечно за секој случај ќе бидат разгледани сите верски или медицински причини на поединците кои не сакаат да се вакцинираат. Но додека се разгледуваат овие случаи, сите без исклучок ќе бидат испратени дома без плата во наредните 30 дена. Синдикатите се против ваквиот развој на настаните, но со оглед на јавното мислење прашање е колку ќе може да влијаат на сето ова. Според Форд, веќе 84% од неговите работници во Америка имаат примено барем една доза вакцина. Електриката навлезе во сите сегменти на возилата.
По Америка и Европа добија електричен камион. Шведската Volta Trucks е подготвена за производство на својот прв модел наречен Zero. Тоа ќе се случи по темелните тестирања во текот на идната година. Од хорот, сочинет од 12 цилиндри поврзани на електричен разглас, ке заграми танцот на валкирите во изведба на Астон Мартин. Валкири се развиваше подолго отколку што беше најавено, ама се е простено, бидејќи настапува со 1176 конски сили и катапултски перформанси. Шведска добива уште една камионска марка, овој пат електрична, на што веднаш асоцира името Volta Trucks, што го избра. Првиот модел, наречен Zero, веќе е подготвен за производство, што ќе се одвива во поранешната фабрика на MAN во Австрија, која сега е во собственост на Steyr. За почеток ќе бидат направени само 25 примероци, чии тестирање ќе започнат на почетокот на 2022-та. Во нив, покрај инженерите на компанијата, ќе бидат вклучени и купувачите, а доколку се биде како што треба, редовното сериско производство ќе започне при крајот на идната година. Револуционерниот дизајн на Volta Zero веднаш кажува дека зад неговиот изглед се крие напредната механика, но освен дека ќе биде опремен со електромотор интегриран во задната оска, дури технички детали не се објавени. Планирани се 4 изведби со носливост помеѓу 7,5 и 19 тони, наменети за меѓуградски превоз на стока, чии батерии ќе им овозможат автономија помеѓу 150 и 200 километри. Футуристички е решена и кабината, во која возачот е сместен на централната позиција и има видно поле од дури 220 степени. Цената не се знае, но сигурно ќе биде висока, како и амбициите на компанијата годишно да продаваат по 27.000 примероци од овој камион. Кога во 2016-та го покажа концептот AMRB 001, Астон Мартин се обврза дека за 2 години ќе ја представи и сериската верзија на овој хиперавтомобил со централно поставен мотор. Но тоа не се случи. Развојот траеше 5 години, за кои тој доби и нов назив – Валкири. Купувачите сепак не беа строги кон британскиот производител и трпеливо чекаа, знаејќи дека колку подолго време се развива, толку повеќе ќе биде подобар. За тоа гарантираше и вклучувањето на реномираниот стручњак Адриан Њуви од Формула 1 тимот на Red Bull. Резултатот е единствен и Валкири навистина е изведен како што е замислен. Се задвижува од атмосферски V12 мотор со работна зафатнина од 6,5 литри развиен со Косворт. Постигнува до 11.000 вртежи во минута и развива скоро 1000 конски сили. Како тие да не се доволни, во куќиштето на 7-степениот роботизиран менувач од Рикардо е вграден електромотор кој со своите 160 ја заокружува вкупната моќност на 1176 коњи. Значајно е да се спомене дека хибридниот систем е плод на инженерите во хрватскиот Римац, кој неодамна се спои со Бугати. Целата сила се пренесува само до задните тркала, обезбедувајќи стравични перформанси. Астон Мартин ги нема објавено финалните бројки, но од порано има соопштено до 100 км на час ке му требаат 2,6 секунди. За монтажа на секој поединечен примерок се потребни околу 2000 работни часа, заради што цената изнесува околу $3 милиони. Ке бидат направени 150 возила во патна и 40 во тркачка изведба, кои ке бидат без хибридна поддршка и посткапи за $500 милион. Сите тие одамна се распродадени, а после нив ке следат уште 85 примероци во Спајдер изведба.
Opel Corsa не е ништо ново на македонскиот пазар, но денеска ја возиме изведбата GS Line. Зад големото име стои богата опременост, но испод хаубата 1,2 литрен трицилиндерски турбомотор од 100 коњски сили. Иако ја дели основата со своите француски братучеди Peugeot 208 и Citroen C3, Opel Corsa остана германска. Го задржа својот германски изглед и ориентацијата која Opel ја има кон изгледот на своите класични модели. Овој модел е излезен на пазарот пред да се појави Mocha X, па затоа го нема Grand Visor изгледот на предницата. Но во внатрешноста GS Line сака да стави апостроф на спортското чувство. Отстапувањето на актуелната генерација на Corsa, каросеријата повеќе нема изведби со 3 врати, сите се со 5 врати, но во внатрешноста доминира спортскиот изглед. Пред се на седиштата кои имаат украсни елементи и седалката како и подпирачот се многу пошироки, покомотни и асоцираат на спортски перформанси. Што се однесува до модерните остварувања, тука се 2 дисплеи, кои едниот ја игра улогата на кластерни инструменти и информации за основните податоци на возењето, додека другиот е задолжен за инфотеймент системот. Се она што сакаше Opel да го постигне со GS Line изведбата е постигнато, но од корпоративните рамки нема бегање, па затоа се забележува помалку груба пластика кај местата кои не се изложени на поглед или пак на допир, но ергономијата е многу добра. Ниската позиција на седење и можноста воланот високо да се подигне даваат позиција на седење типична за лимузинска изведба. Но Opel со својот сетап покажува дека сака да ги покаже и своите динамички својства. А какви се тие? Opel Corsa и во возењето покажува дека е вистински германски автомобил. Покрутото ослонување дава една потполно поинаква слика на сетапот кој е направен во Руселскајм. Имено, се чувствува потврдо подпирање и поодговорно однесување на управувачот. Сепак, намената на оваа изведба на Corsa е да биде убава и економична, да се осети благодетот на новите мотори. Трицилиндерскиот мотор располага со 100 коњски сили и пристоен вртежен момент од 205 Нм. Поради турбината се чувствува линеарноста на забрзувањата и лесното одржување на зададената брзина. Иако на прв поглед моторот е мал, тој испумпува доволно перформанси да се чувствувате без никакво чувство на инфериорност на патот. Дури и меѓу забрзувањата се многу задоволителни, па затоа не морате многу да работите со мануелниот менувач. Она најмногу што ми се допаѓа е што Корсата прифаќа и погруба игра. Можете слободно да влегувате во свиоци со нешто поголема брзина. Сепак, силата на моторот и балансот на подпирањето се направени одлично, па немате потреба да ги коригирате правецот на движење, дури и надуправувањата кои се типични за модели кои имаат мотор на предната страна на каросеријата не се толку изразени.
Целиот сетап на Корса, иако е во GS Line, е направен да одговори на потребата на економичност. На изминатите повеќе од 500 километри просечна потрошувачка забележав од 6,5 литри, што е многу добар показател за вака мал бензински мотор. Теоретски може оваа потрошувачка да биде уште пониска, но ќе треба да возите како сениор. Сепак, Корсата, иако има трицилиндричен мотор, дозволува да се вози младешки, со ентузијазам и полна со елан. Таква е и цената, 16.990 евра е еквивалент на овој модел кој има богата опременост. Со Корса, Opel покажа дека и покрај делењето на платформите и филозофијата со останатите членки на групацијата PSA, односно Stellantis, е способен да ја задржи својата персоналност. Рационалната Корса поседува аргументи пред кои е невозможно да се замижи, особено поради сочувувањето на сопствените вредности. Иако временските услови се пријатни, температурите се во опаѓање. Од понеделник, 15 ноември, на сила стапува одредбата за задолжително поседување на зимската опрема во возилата. Сите оние кои патуваат ќе мора да имаат синџири за снег доколку возат со летни пневматици. Посигурна варијанта секако се зимските пневматици со кои ќе имате далеку подобра контрола над возилото. До следната средба, идната сабота, се што ви интересира за светот на тркалата ќе го најдете на нашиот интернет сајт. До гледање!